Климатски промени 2022 година забележано рекордни високи температури не само во Европа, туку вчера беше објавена информацијата дека рекордно топли биле и водите во океаните во 2022 година. Медитеранот, целото ова наше подрачје е најранливо на климатските промени, но овие, но и на многу други теми во продолжение да разговарам со мојот соговорник доктор Пеце Ристевски, климатолог и метеоролог. Добро утро и добре ни дојдовте. Добро утро. Господине Ристевски, почнуваме прво со податоците од 2022 година, па така да дадено и увертира во темата. Јас ќе ги презентирам како податоци, па ми треба вашето мислење и вашиот став. 2022 видовме и очекувано беше, видовме и сушите по реките низ Европа. Беше година со рекордно високи температури. Паралелно со тоа гледаме во Соединетите Американски држави рекордно ниски зимски температури, мака мачат луѓето таму со минусни температури. Вчера беше објавен податок за рекордно високи температури во океаните. На каде оди светот во однос на климата? Видите, овие кажувања се комплексни, имајќи во вид дека одредени сегменти кои излегуваат од доменот на информациите и на националните служби, хидрометеоролошки служби, од Светската метеоролошка организација и други организации кои вршат одредени мерења и активности од доменот на времето и климата, тука треба да видиме разликата помеѓу временските услови, ова што сега се случува над Америка, па и кај нас, значи тоа се временски услови за неколку месеци до пола година, а климатски промени се термин кој резултанта на сите временски промени. Значи, тоа е, ако почне перманентно некоја активност во светот да биде активна перманентно и резултант на сите тие временски услови се климатски. Така да ние во изминатиот период можам конкретно да кажам за Република Македонија дека периодот од 1981 до 2010 летото е потопло од просекот кој беше претходно нормален под наводници, значи минимум 30 години, 1961-90, значи летните месеци се со повисоки температури од 0,9 до 1 степен Целзиусов на месечно ниво. А што се однесува до овие укажувања кои вие сега ги спомнувате, тоа е продорот арктички воздух во Америка кој со температури дури од минус 40 степени од северниот дел, од Арктикот, дури до Мајами се транспортираше исклучително студен воздух кој беше многу по-низок од просекот што постои. А од друга страна па над источниот дел на Америка па имаше температури над 20 степени. Значи, голем контраст кој се случуваше на ова територија. Слично и во нашите услови, во Европа имавме такви состојби, а сега и со многу доцна со снежната покривка, која пред неколку дена веќе се случи на високите делови над 1000 метри над Македонија. Зошто Медитеранот е најранлив на климатските промени? Кога и го договаравме ова интервју пред 2 дена, ми го споменавте тој податок, но и гледаме на терен што се случува, дека најголемите суши се случуваат тука во овој дел. Зошто е тоа така? Па во извештаите кои се правени за промените на климата од 79 година, која е организирана од Светската метеоролошка организација, понатамо од програмата на Обединетите нации за животна средина, кој постоеше и покасно во извештаите на конвенциите кои се во 92 Рио конвенции за климатски промени, за биодиверзитетот и за понатамо за сушите и опустинувањето, е посочено во тие извештаи дека покрај во светот една од најранливите територии во светот ќе биде и Медитеранот, имајќи во вид дека тие контрасти постојат од влијанието на Афричкиот континент, Медитеранот како површина каде би се чувствува промените на климата и јужните делови од
Европа. Тука сме и ние и тука ќе се почувствуваат тие влијанија врз климата и врз други делови од климатскиот систем. Така. Околу озонската обвивка, исто така една интересна информација, би рекол и малку поубава од мноштвото на информации кои што ги добиваме за климата, екологијата, животната средина во последниве години, беше пренесено дека се регенерира, дека се обновува дупката над Атлантскиот океан, дека предвидувањето за 43 години од сега ќе имаме целосно обновена озонска обвивка на оние места, нели, каде што сега е оштетена. Најголеми оштетувања од еколошките параметри имаме на половите. На Арктикот и Антарктикот, имајќи во вид дека сите овие загадувачки материи кои се од човекот, како кои влијаат хлорофлуорокарбонати, понатаму CO2 и други, тие влијаат деструктивно на покрај другото и на озонот. Озонската обвивка инаку е на височина од 15 до 45 километри, таа е многу танка и влијае на енергетскиот биланс во атмосферата кој се случува, значи влијае на промените на климата и така што ова што спомнувате или некој спомнал дека над Европа има некоја озонска дупка, то не би било многу точно, тоа е повеќе со одредени пропаганди, имајќи во вид дека над ова територија, значи во дрифтот на западните ветрови кој се јавува над нашите широчини, воздушните маси одат од запад према исток и не постои можност да остани некоја озонска поднаводници дупка над Европа. Тие се претежно или над Јужниот пол или на Северниот пол, односно на Арктикот, па оттамо влијанието на човекот, влијанието на CO2 во атмосферата, хлорофлуорокарбонати, бромот и хлорот би влијаеле деструктивно во наредните 50 до 70 години. Каде одиме во однос на климата, во однос на овие промени? Кои се вашите предвидувања? Вие ова го следите години и години наназад. Еден од ретките луѓе кај нас, климатолог, метеоролог, кој што ова како наука на вистина го истражува, го следи. Можеме ли да се вратиме назад од сегашнава позиција, од сегашниве затоплувања, сегашниве температури, рекордни температури? Што треба да се направи? Кои се вашите предвидувања за еднината, за едните генерации во однос на времето? Па светот, меѓународната организација, преку Светската метеоролошка организација и Организацијата на Обединетите нации за животна средина, веќе постои такви меѓународен панел за климатски промени, па е поврзано, пред малку ја спомнав, Конвенцијата за климатски промени, каде државите се обврзани да дават информации, годишни извештаи или повеќе годишни извештаи, да дават информации за состојбата во однос на елементите на стаклената градина кои се главниот извор на загадување и свесни сме секоја година некаде на крајот на годината се организираат одредени собири на меѓународниот панел за климатски промени и се дават извештаи на светско ниво, преку Светската метеоролошка организација, односно преку меѓународниот панел кој брои околу над 2000 експерти од цел свет. Значи, не се работи за една личност, се работи за голем број експерти во доменот на сите области. Оти климатските промени не се само метеорологија, климатологија, тука е екологија, тука е животна средина, тука се хемија, биологија, значи тоа се разни експерти, здравство, заборав здравство и исто така главно влијание врз човекот и врз биолошките процеси во атмосферата. По тој повод јас пред едно 7-8 години имам одредена фан страна преку Facebook Времето и климатски промени, каде сите состојби што се случуваат во светот и она што мене ми е достапно, ги споделувам на фан страната и на тој начин постои можност на моите следачи да го следат тоа што се случува и така натаму, а паралелно сум ангажирани на тоа поле. Така.
За Медитеранот кажавме дека е најранлив, Македонија влегува во овој дел, меѓутоа колку земјите сами посебно може да се справуваат со овие проблеми или треба едно глобално решение, еве да кажеме тука регионално, ако веќе го зборуваме Медитеранот како најранлив, и гледаме земјите, медитеранските земји на вистина дека се соочуваат со големи проблеми и во лето и во зима во однос на климат. Преубо е кажано, имајќи во вид дека ние покрај другите подрачја, ние сме како медитеранска земја, во некои делови се третираме како медитеранска, имајќи во вид дека медитеранска клима ние само имаме во Гевгелиско-Валандовскиот регион. Потем и Капеска клисура. Да, надолу, а вамо е умерена, односно дури ние на планинските врвови дури имаме субалпска, односно алпска клима, што е за мала земја. За мала земја, значи такви разлики постојат и така натаму. Би требало да се така организира некој собир како што имаме медитерански за потребите на фудбал, да речеме на спортот, медитерански, така и во доменот на климата би треба убаво е да се организира таков еден собир, кај што се покаже како Медитеранот, иако во еден период некаде 80-те години имавме еден проект на поранешна Југославија, како Алпекс се викаше, како Алпите влијаат врз климата воопшто на алпските земји, значи субалпски, околу земјите. Така и убаво е да се направи во нареден период еден таков проект кој би бил поврзан со медитеранските земји и нивното влијание врз климата на околните држави. Да подсетиме само уште еднаш на Facebook, како беше страната каде што може да ги следиме време и климатски промени. Така. Да. Таму сте редовно, верувам, со анализи, скоро секој ден и така натаму. И се што е ново во Македонија и во светот, баш тука го има и го споделувам како готови производи, а не нешто ново посак. Метеорологијата е навистина широк поим. Имаме уште доста теми кои што можеме да ги отвараме во следниот период со вас. Ви благодарам за оваа анализа околу очекувањата во однос на промените во климата, во однос на промените температурите. Треба да ги засукаме ракавите и да превземеме сите заедно нешто да го промениме. Да, инаку не кажавме, тоа е многу битно, преку Конвенцијата за климатски промени постоеше Кјото протоколот со цел земјите кои се потписнички на тој протокол да ги намалат емисиите на стакленички гасови на одредено ниво кое е основна преокупација во нареден период и потписничките, иако некои држави веќе не ги имаа потпишано, нарочно беше тоа со Соединетите Американски држави, кои не го имаја порано потпишано, таа конвенција и протоколот. Сега постои договор од Париски договор од 2015 година, според кој се владееме сите и тие потписници треба да во нареден период целта е да не се зголеми температурата на воздухот повеќе од 2 степени на глобално ниво. Така. Ви благодарам многу за вашето гостување денеска. Посакувам и не ви честитав празници на почеток. Посакувам да имате успешна, среќна нова 2023 година, да сме здрави и живи, се гледаме повтор. Благодарам и се најубаво. Ви благодарам за гостувањето. Драги наши, беше тоа доктор Пеца Ристевски, климатолог и метеоролог, наш гостин на кој што направивме осврт околу тема клима, околу тема метеорологија и сето она што нели како климатски промени ни се случуваат во светот изминатиот период.